Во демократиите победник може да биде партијата која не е број 1, партија или партии кои освоиле најмногу места во парламентот. Она што е релевантно на крајот е која формација може да обезбеди веродостојно мнозинство во парламентот, вели еврокомесарот Јоханес Хан по средбите во Скопје во интервју објавено на сајтот на Европската комисија. Тој исто така смета дека Иванов мора да го почитува уставот, да го даде мандатот и дека е потребно во време на криза да биде во земјата. Поранешниот представник на Европската унија во Босна и Херцеговина Карл Билд смета дека војни како оние пред 27 години на Балканот не можат да се повторат. Сепак, иако во авторскиот текст за интернет изданието Project Syndicate констатира дека ситуацијата денеска е поинаква, тој е загрижен што овој регион полека но сигурно станува запаллив, а овој пат, како што вели искрата, би можела да се појави во Скопје. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган денеска предупреди дека европјаните во светот нема да можат безбедно да се движат по улица доколку не се промени ставот кон Турција и ја повика Европа да ги почитува правата и демократијата, објави Reuters. Во меѓувреме Австрија го стави на гласање во парламентот законот за забрана на турските политичари, наречен Лекс Ердоган.